Почитувани гледачи, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. На самиот почеток морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство што само на неколку часа пред неговото заминување на светска турнеја во Азија, мој денешен гостин во емисијата е познатиот џез музичар, композитор, гитарист Владимир Четкар. Здраво пред се, добре дојде во Битола. Добро е, најдов, Ана. Повторно ми е кеф да снимаме заедно. Првиот пат ми се чини во Охрид снимавме. Така, да. Да, сега тука супер. Така имавме и тогаш убав разговор, Да. ете се надевам дека и сега со цел поблиску нели да те доловиме на нашите гледачи. По една убава причина си наш гостин во Битола, во градот на конзулите. Пред се како се чувствуваш во Битола? Стално сум кажувал и тотално со кеф ке кажам дека Битола ми е посебно драг град. Имам убави мемории уште како дете тука, често идав и си го задржа шармот, една уба топли луѓе се, сите се срдечни, со кои што јас комуницирам и како да не ти е задоволство да си тука. Така, сите велат дека Битола е навистина преубава, дали го испи кафето на широк сокак, бидејќи нели доаѓањето во Битола не може да помине без тоа. Така. Тоа сега 4 кафиња испи, ако ме вервиш. Повеќе што сакав да надокнадам што не бев тука малце подолго време и плюс да се расонам. Така, во секој случај има посебен шмек пиење до кафе на широк сокак, морам да го признам Така. тоа. Како што кажав, ја имаме таа чест на неколку часа пред твоето заминување на светска турнеја да бидеш мој гостин во емисијата. Пајде на самиот почеток да позборуваме за тоа после настапот твој тука по повод Свечената академија од 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, заминуваш за Малезија. Ете, кажи ни нешто повеќе за таа турнеја. Па убаво испарна све, ево сега со Свечената академија. Навистина се радувам и чест ми е што ете ме поканеа да настапам и потоа све е некако да кажам кнап, бидејќи веднаш по концертот треба да заминам од Македонија на Скопје на аеродром, да стасам навреме, да го затворам џез фестивалот во Малезија, во Пенанг International Jazz Festival, и тоа е значи утре вечер на некој начин треба да го толку време ми треба да стигнам до таму и да ја представам на некој начин и Македонија толку далеко од дел од светот и да се наполнам вечерва со убава енергија за таму да ми ја повторно презентирам. И заминувам после тоа на една месечна турнеја низ Југоисточна Азија и Индија. Така да ќе имам доста работа, ангажман, ќе имам концерти во Куала Лумпур на 10 декември, главниот град на Малезија. Потоа патувам за Камбоџа, во Пном Пен, каде ќе го отворам Ауди, интернационален џез фестивал спонзориран од Ауди, каде ќе настапам пред кралот на Камбоџа, пред кралското семејство. Тоа е убав исто момент. Патувам Сием Рип, тоа е другиот поголем град во Камбоџа и таму имам настап и мастер клас за љубители, за мојот како е животот на еден уметник кој на турнеи, кој снима, кој издава низ целиот свет, тоа е темата. И потоа, како финале, летам во Мумбај, Индија, каде ќе имам 2 концерти, од кои оној кој треба да се спомне посебно е на главната сцена на Mood Indigo, тој е најголемиот џез фестивал, музички фестивал, има и други стилови на музика, во коледж фестивал, значи за коледжи во цела Азија. Значи таму ќе треба да се представам пред 60.000 публика и тоа е зависно до сега не сум имал толку многу публика никогаш и сум возбуден позитивно. Така, навистина богата агенда, голем број на настапи, но ќе кажам кога се сака, кога се ужива работата, која што работиме со љубов, навистина се постигнува. Со оглед на тоа што имаш настапувано насекаде низ светот, какво е чувството ете кога еден наш македонец настапува во такви светски центри на голема сцена со огромен број на публика? Какво е чувството кога ја представуваш својата земја Македонија и твојата музика пред се? Исто е чувството и колку што се радувам дека се представувам како артист, како кантавтор, толку и бидејќи представувам Македонија на начин на кој што досега никој па не била представена.
толку далеку со космополитски музички израз како джез, значи не е нешто што е традиционално типично за Македонија, него е нешто што е типично за целиот свет. Значи се представуваме како космополити, како луѓе кои имаме одговор за све што е актуелно во светот. Токму јас тој дел од джез, сол, фанк, жанровите го давам одговорот од Македонија. И посебно ми е драго бидејќи свирам со еден интернационален состав кој свират мојата музика. Минатиот пат донесов дел од Македонија и Америка, значи беше македонско-американски состав. Настапивме во Кореја, во Жарасум, во Сеул, во Хонг Конг, на неколку градови во Кина. Тоа беше прекрасно искуство, не знам дали имавте шанса да видите инсерти од реакцијата на публиката. Така да, јас имав можност да погледам, на тоа беше одлично. Тоа се тие моменти кои се специјални, бидејќи ти имаш малку време да се представиш пред 15.000 корејци кои дотогаш, ако и јас сум имал дистрибуција таму, ама никој па не сум настапил таму, никој па не ме слушнале. И с конкуренцијата ти се светски звезди како Стенли Кларк, како Есперанца Спалдинг, Алди Меола или било кој од тие големи музички имиња. И токму јас и бендот мој успеавме да ги толку расположиме на публиката, што тоа беше огромен успех како за мене, така за државава, така и за фестивалот што ме донесе. И нормално токму ради тоа ме покана пак и сите добиваме, сите сме победници. Јас сакам да промовирам еден поинаков македонски менталитет. Тој менталитет што е не сака да се подчини спрема никого, победнички менталитет, што многу мораме да сме искрени фали. Како во спортот, така во многу други теми. Значи мораме да размислуваме како победници. Така, морам да се согласам со тебе дека на вистина има некоја си посебна енергија на твоите настапи, на твоите концерти. Ете и покрај таа светска турнеја на наша чест и задоволство летниот период ти имавме можност да те видиме и низ Македонија со бројните настапи. Она што ме интересира, какво е чувството кога настапуваш во Македонија пред својата публика? Верувам дека можеби има поголема трема кога сепак настапуваш помеѓу своите сограѓани. Трема не би рекол вистински дека е тоа поголема трема, него малце по да кажам смирен настап е. Обратно е фактички, бидејќи сакам да се представам пред моите, на настапите гледам својов народ, слушам својов јазик, гледам пријатели, познати лikoи и тоа е многу поинако. Значи, тремата е вистински кога ќе настапиш на сцена, кога ти настапиш со, пример, некој што ти бил идол на истата сцена, а во случајов теа се представиш на исто ниво, тој бар кој тој го постигнал, од кој ти си учел, да го постигнеш и ти, да го настапиш и да се соочиш. Тоа е трема, тоа е соочување со најголемиот страв, кој некој уметник или некој спортист да игра со неговите идоли со кои што учел. На терен некако другарска игра, него иако музиката не е надпревар на некој начин, те се представуваш себе си и сакаш да оставиш исто толку силен впечаток како тие од кој што си учел. И тука во Македонија поинаку, стално сакам да и мојот народ да го освојам со музиката кога ќе настапам. И предизвикот е тој, бидејќи тој жанр не е толку тука типичен за овие простори, меѓутоа тоа мораме да го коригираме, затоа што не можеме само да одиме напред со работи што ги нарекуваме традиција, а не се ни традиција, вистина. Пример, правите традиционална фолк музика или ретко која представува. Се е некоја фузија. Можда танец е прекрасен амбасадор на македонската традиционална музика. Има и уште многу други, нормално. Меѓутоа, фали чист израз од како рок н рол или джез, фанк, сол. Значи повеќе да има, да работаме, да се представуваме надвор, не само во македонски граници, балканските граници, бидејќи тоа не го рачи да вистински како надвор. И дома ќе си дојдиш вака
ќе си се видиш со своите, ќе си се напиеш кафе, широк сокак или Така покрај чувството езеро. е поинакво нели во секој случај. Исполнет си. И така, тому му посакувам секој човек да активно работа, да свати дека ништо не се постигнува без огромен напор. Значи, како што правев мобед, спијање пријатно, нема спијање многу. Ако сакаш да си, тоа е веќе друг начин на живот и јас сум одбрал поинаков пат и сум задоволен и меѓутоа мислам дека секој човек што сака некој што постигне мора многу да работа. Така се согласувам. Ти си имал можност, како што спомна, на иста сцена да се најдеш со голем број на врвни музичари пред се. Ете, кои се оние имиња кои што си посебно задоволен, кои што можеме да ги спомнеме? Па, многу имам имиња од кога почнав да настапувам на големи фестивали, како Зигет во Будимпешта, Дебрецен, Нишвил во Србија, ни секаде ни зад. Сум имал прилика да настапам буквално со сите и да делам сцената со многу познати имиња. Меѓутоа, за да того поедноставно кажеме, ќе кажам последниот година дена, што посвежи имиња, како соработката со Боб Синклар, еден на најголемите продуценти диџеј имиња во светот, кој што се појавив како оркестратор, аранжер на неговата музика, како и Димитри from Paris, и Артуро Сандовал, двата концерти, сега кои беа на Охридско лето, ме покана како гостин. И значи настапи со на Yellow Jackets или Масио Паркер или било како сме делеле сцената истите вечери и некој ни седнале да ме слушаат мене, па тој исто трема голема. Кога седи некој такво големо име да те слушаат. И колку без разлика дали му се познати или не му се познати имињата на гледачите, тоа е една специјална еден правец кај што тие се едно од најзвучните имиња и мене ми е веќе тоа станато како навика, така да не се што е многу битно да може да се да максимум да го покажеш од себе си. А кој е онај идол или музичко име со кое што си немал можност досега да соработуваш, а кој што ти е предизвик и со кого што сакаш ете да се најдеш во заеднички проект? Да. Многу ги има, значи нема крај. Јас се познавам со Џорџ Бенсон или со Патрик Адамс, Патри Струшан, многу познати имиња со кои само сум учел. Иако мене предизвикот не ми е да соработувам со музичари, мене ми е предизвикот мојата лична авторска музика да ја презентирам. Так. И тука се фокусирам. Да сум се фокусирал на тоа другото, сигурно дека ќе соработувал со сите, ама вака мислам дека мене лично најголема, дури сме тука на земјава, здрави и живи, ми е што поиќе авторска музика да не по секоја цена да е тоа многу голем оброј на албуми, него да се многу квалитетни албуми. Албуми кои ќе стигнат до Токио, до Сеул, до Лондон, како што во конкретно се случи со моите албуми. Значи се издадоа преку 20.000 примероци досега, а со издавањето во Сеул преку Warner Music, една од најголемите музички компании во светот, таа е веќе цифра на 30.000. Тоа е една неверојатна бројка за мој музички стил кој јас го работам. И каде што ти ќе се шеташ, пример, по тие екзотични центри, каде што ќе видиш албум на еден македонец, 100% од негова рака создаден. Тоа е голема една сатисфакција за секој уметник и токму тоа ме мотивира да продолжам да ја ширам мојата музика и тука ми е енергијата фокусирана, бидејќи многу би бил посреќен да се појавам сам на сцена, светска сцена, како Владимир Четкар, како што се случи во Сеул, во Хонг Конг, и да свирам мојата музика, отколку да свирам само гитара, како гостин пример на Артуро Сандовал, како што свирев. Мене другото ме исполнува, бидејќи нормално ова е огромна чест. Ама ама многу потешко е на првото што го спомнав. Својата музика сам да ја презентираш како кантавтор, рамо до рамо со тие истите луѓе и да освоиш публиката. И така да во наредните години, здрави и живи, тука ќе ме гледате дека ќе сум цело време во тоа фокусиран. Така, тоа е најбитно да ја освоиш публиката нели пред се. Јас ќе ти посакам да продолжиш ова да го работиш на вистина си одличен, да не застануваш, се разбира сите да уживаме во твојата музика.
не само ние македонците, туку светот што се повеќе да слуша за Владимир Четкар. Како што спомнавме, на вистина на голем број светски сцени си настапувал, но на интересен податок што би сакала да го спомнам, дека ти си првиот македонец што настапи на Иридиум во Бродвеј, така? Ако не се лажам. Ете, какво беше чувството пред се да настапуваш на едно такво место и да ја имаш таа чест да си првиот македонец што ќе настапи таму? Па, тоа не е само за Иридиум, исто тоа бев првиот македонец кој настапи во Blue Note и единствениот кој настапува редовно е Джаз фестивал или Каталина во Лос Анџелес, во Сансет Булевард, во Холивуд. И тоа некако е пионерска работа, да кажам, што сакам сите да се инспирираат да наши уметници, други македонци да си ја барат малце среќата и таму. Нормално дека е тешко, све е коцка во животот, ништо не е сигурно, никој живот или кариера не е 100% гарантирана, посебно не уметничката. Ама мислам дека ако сакаш да си мирен во постарите години, ако имаш страст во душава, да не се покажеш дека нешто не си пробал, тебе да пробат секој. И не знаеш колку што ќе се случи во светот. Јас од ништо не сум се плашил, не сум го смел идентитетов, не сум станал Џорџ или не знам како, или Джеймс, или не сум се срамел да кажам дека сум од Охрид, од Македонија, не сум пишел на моите профили дека сум од Њу Јорк, иако сум живеел, иако живеам 8 години во Манхетен. Јас сум тој што сум горд на то, горд на нацијава, горд на потеклово и сакам тоа да го сите некако применет лично, бидејќи само тогаш ќе имаме едно единство, бидејќи толку мене ме боли душава што толку народов ни разединет. Мене лично многу тоа ми сметат. И сакам со мој музикава да ги на некој начин мојот дел да го дам да ги заедно соберам. Што јас кога свирам идат од сите партии, од сите религии, од сите раси луѓе. Така да се зближат. Кога би се собрале тие на друго место така? Некој не може да се поднесе да се види. А тука ќе дојде. Тоа е една работа што може само музикава да напред.
with love. To Hawaii, I've traveled so far. How funny and special you are. To you, I'm singing and playing guitar. Just wait and wish on this traveling star. 1, 2, 3, Бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да те доловам до нашите гледачи, кога се роди таа љубов кај тебе да се занимаваш со оваа музика? Кога прв пат Владимир Четкар засвири на гитара? Се сеќаваш ли на тие моменти? Како не, имав... Јас многу се сеќавам на детали уште 2 години кога бев. Тоа е многу, пример, брат ми ништо. Така, ретко кој се сеќава. Да, се сеќавам на разни работи, што случаи, не на се, ама знам дека имав 5 години. Прв пат кога зедов гитара во раце и не знаев да свирам, само знам дека имаше гитара, од Вујко ми беше и јас слушав еден филм и саундтракот на филмот покушав да го рекреирам, да направам, да отсвирам песмата. И тоа беше првиот, после бев фасциниран од звукот, од како функционира гитарата, како изгледа, како некоја магија, некоја тајна ми изгледаше. И после предизвикот што се спремев, сите тогаш беа обсесирани повеќе со рок-н-рол во државава, со легендарни бендови ко Лепи Сол, ко Бело дугме, на времето таа југословенска сцена. Јас никој па не се најдов во тој правец. И сакав да слушам стари џез гитари ко Вес Монгомери, Џорџ Бенсон, стари некои тие тоној чисти, без никакви ефекти, како што си е створен инструментот. И ама немав кој да ми покаже, никој не го работеше тогаш во Македонија. И пошироко скоро. И морав да се снајдам, да почнам сам интуитивно да ги учам хармонииве на џезов и така да почна сето и после почнав да се толку водешевувам од подлабоко да навлегувам. Меѓутоа не само џез, и R&B, како Стиви Вондер, и сол музика, како Арета Френклин, диско музика, Патрис Ришан, се што е од таа фамилија на модерна музика, од аспект на диско, фанк, сол, џез, обожував. И до ден денеска сакам да започнам со таков еден клубски настап, дали да слушам, дали да свирам, ама на крај кадам во некој старо диско, таму кај што ќе пустат музика по мој кеф и така ќе се заврши вечерта.
Така, дали може би тоа што немавме доволно стручен кадар кај нас, некој од каде што не можеш да учиш, беше причина за токму твоето образование да го продолжиш на Беркли универзитетот и беше ли тежок патот да се стигне до таму? Апсолутно. Денеска морам да напоменаме многу поинаква ситуацијава. Имаме и во Штип, и Скопје, и било каде што да се отвори ново место, за музички одсек, кај што може да се изучува джез, може да се изучува на професионално ниво, со топ програма, така да конкретно со голем дел од музичарите со кои што соработувам и свирам, се таа генерација помлада кои дипломирале во Македонија. Мене ми е голем кејф тоа што се случи, бидејќи порано беше проблем да најдиш како ритам секција за моја музика, така и професионален однос. И така да новиве генерации се полни со ентузијазам, со елан, што многу пати допринесува да се стварно успешни и да има многу повеќе искуство него ли многу постари генерации од нив кои постане по друг пат. Така да јас кога почнав немаше дури ни во Белград. Прв да додам во аудиција во Италија, таму ме примија во Беркли коледж за музика и тоа во време кога се распаѓаше, тоа станавме тазе независна држава, никој не размислуваше за уметност, напротив, уметноста се касапеше и деградираше до еден степен да немаше, никој не гледаше иднина со незе. Меѓутоа, јас добив поддршка, како од Беркли, како од институциите, така и од семејството, и заминав. Единствено тешко што ми беше што бев далеку од дома. И се некако сета жртва се исплати, бидејќи сега си идам дома скоро секој месец. Не ми е проблем да патувам, и имам сега и ангажмани, згора на тоа све како што треба и така си се пронајдов себе си. Не можам да се стационирам ради природата на мојава кариера на едно место, ама сум тука скоро секој месец, така да не е проблем. Така, и после нели твоето школување ти одлучи да останеш во Њу Йорк. Колку самиот начин на живот, менталитетот на луѓето во Америка те промени пред се тебе како личност, но од друга страна, колку сето тоа влијаеше на начинот на создавањето на музика? Па сигурно дека колку и да учиш на други места, дали во Македонија, дали во Франција, Амстердам, ако работаш стил кој потекнува во Њу Йорк и таму замениш, дека нешто ќе научиш што не можеш на ние друго место да научиш. Самата таа енергија која има авениите на Манхетен се ретро. Се како 71-а, 77-а, тој период, таа генерација, архитектурата е гениална. Самата архитектура те влијае врз музиката. На некој начин све така и сите тие форми процветале во историјата, не само во сликање или во музика, и туку во архитектура. И све е поврзано. И Њу Йорк многу брз град од аспект секој си е со голема страст за својата кариера, во движење, во брзина. Не значи дека тоа мене повеќе ми се допаѓа, ама ме научи да се спознам себе си поиќе. Јас ојдов на 18 години во Америка, јас бев веќе изграден како човек, нормално се доградвев. Не бев да заминам можда многу помлад, ке се претопев на некој начин во нивната култура, ама тоа не се случи кај мене. И стално си се бев тој што како македонец се промовирав и не ми го промена менталитетот ич. Ама ми ги промена апетитите да одам многу напред со работава и да сватам дека ова е работа што нон-стоп се менви, работа која немат правила каква е музичката индустрија, во некои моменти таа не ни постои, све е како бизнис преземен од други медиуми, како реалити шоуси, такви работи и треба да си толку уцврст, ако сакаш да си уметник, зборувам за прав уметник, да останеш достоен на својот израз, да не почнеш да се продаваш, да не почнеш да снимаш соработки само таму дека има некаква финансиска заработка, мораш да си достоен до тоа. Значи успехот го гледам не само како успех да настапиш пред големи бројна публика, да имаш голема продажба, него и да си искрен кон себе, бидејќи музиката од тебе излеги. Ако ти правиш музика за да ги задоволиш апетитите и трендот, ти ќе трчаш нон-стоп од едно место во друго. Сега што е популарно ќе гледаш, ќе слушаш, а стил, ако си работаш, ако си имаш стил, уба девојка што имат стил, таа е стално уба. Некако тоа си е вечно. Ова друго е променливо и карактерот исто и со музиката, така да
јас така решив да си изградам стил музички, што стално ќе го видите актуелен, до одредено ниво, некој пат поќе, некој пат помалце, ама ќе трајна вредност. И токму то го научив да го правам во Њујорк, бидејќи Њујорк си е трајна вредност. Имаше многу драга гради ко Дубај или ко Пекинг, ама што со тие гради? Тоа се само високи згради, празни, сака нека копија ефтина на Манхетен да направат, ама ништо не се родило тука. Тоа не е автентично за таму. Таму се случиле тие музички стилови, мора да помине многу време. Традиција во Битола, сирок сокак, да немаше традиција за кафе, нема да беше толку интересно. Сега да направиме Охрид исто широк сокак, нема да е то. Нема да е широк сокак. Мораш да имаш сваќање дека традицијава и стилов време треба да се помине да се напред. Така се согласувам. Беше ли тешко да се успее во Њујорк, за да се стигне до ова што си денеска? Каков беше тој пат? Па убав сон ми беше мене сето. Јас заминав кога бев спремен од Бостон, се пресели во Њујорк крајот 2007 и од тогаш сум таму. Јас не знаев што ќе биде, како ќе биде. Њујорк се поскапо, кириите се астрономски, значи најскапи во светот. И ти ако сакаш да одиш таму, треба да ставиш све на коцка, а не работаш пример во Wall Street или во нека адвокатска компанија. И одиш како човек во град кај што нема апсолутно никакво македонско лоби. И значи немаш еврејско лоби или не знам какво италијанско или франско, кај што стварно може да се најдеш група на луѓе кои те усмерен некаде. Така јас ојдов. И што неколку други луѓе така ојдоа таму и на некој начин го градиме тоа лоби ние сега. И кога добив прв пат да настапам шанса во некои клубови таму, тоа беше за мене како откровение, некој како воодушевен бев, значи можело тука да се случи. Ама после сватив дека тоа е ништо, дека мора другиот ден повторно да се трудиш на уште поголемо место. И така дојдов до Blue Note, до Iridium, до BB King's Club, кај што свирал Принц, Дейвид Боуи, кај што биле некои од најголемите имиња во светот. И добив историска шанса да се представам пред њујоршката публика како македонец кој работа на амерички стил на музика. Тоа е тоа што е најголемиот предизвик. Ако јас свирев традиционална музика, немаше што да се плашам од нивното уше, нема да се плашев јас, бидејќи тоа македонците го ценат поќе. Нови му е само интересантно и екзотично. Ама кога свириш нивни музички израз во местата кај што се родил, тоа е најголемиот предизвик со кој уметникот може да се соочи. Се согласувам. Сега би сакала малку да те доловам до нашите гледачи од аспект на приватен живот. Каков е Владимир Четкар во приватноста? Што е она што го сакаш, што е она што те прави среќен, што е она што те исполнува? Да, јас приватноста најпоќе нормално многу за тие работи сакам да се чувам приватно, целиот живот и сите мои страсти, сите работи сакам да се затворам во себе си, да можам да од тука полна ми работава за професионалниот живот, бидејќи кај мене приватниот и професионалниот живот многу се испреплетуваат, бидејќи тоа не е работа што работаш од 7 до пример 3 поручек, него работа што некој пат што и да правиш, ако ти текне идеја музичка, престанвиш, тоа го работаш и напред и назад, и од приватниот живот црпам работи за музикава. И пример, јас обожавам историја, археологија, обожавам да патувам. Затоа е убаво што музикава ме прави да патувам. Сакам да возам точак, многу пати возам точак Битола, Лерин, Воден. Така, да, дори беше и до Грција, да, така. И сега бев скоро, пример, одам Охрид, Лерин, после земам воз до Плати, Лариса возам до Волос точак и ги гледам тие места што сакам да ги видам археолошки. Значи одам од аспект како таков туриста, не на шопинг во Солун или во Атина, поќе сакам да ги видам културни споменици. Тоа ми е мене обсесија и уживам во тоа. И било каде, не Грција, него Централна Америка, Колумбија, Коста-Рика, Никарагва, сите тие места сакам да ги спознавам на начин да научам како живеат локалните луѓе, да сватам колку сме сите слични, без разлика кај живееме во светов, во кој дел од светов, и да црпам идеи, инспирација за музикава. И сакам многу да се смеам, сакам многу со луѓе да почнам односот, колку и да сум уморен или нешто вознемирен, сакам пак позитивното да доминираат кај мене, бидејќи најлесно е да се изнервираш, да расипаш атмосфера, нема полесно од тоа.
А најтешко е да створиш атмосфера, да се луѓево насмеани, што тоа е многу осетлива работа. После некој те сега те изнервира тебе, ќе треба време да помине да се ти повторно вратиш во нормала, да се расположиш пак. Мислам дека луѓево себе да шират што повеќе енергија може уба. Така јас приватно сакам дали на улица, дали ќе пазарам нешто, сакам да ги почитувам луѓево, сакам да сите ги почитувам и сакам да ме почитувате тие мене и мислам дека само така ќе ојме напред. Не понесвам ароганција, надменост, суети, такви работи. Искрено сакам да разговарам со луѓево и мислам дека само така ќе се разбериме вистински. Така, морам да признам дека вистинско уживање е да се разговара со тебе, но со оглед на тоа што се движиме кон крајот на емисијата Од блиску со, освен оваа турнеја, дали во скоро време можеме да очекуваме твоја авторска музика на што работи Владимир Четкар во моментот? Да, јас се трудев да го завршам албумот до март, до април, меѓутоа со турнеиве е невозможно, бидејќи сега ќе сум месец дена отсутен. Во март повторно заминувам на третиот и последниот дел од турнејата, ќе треба да наставам во Индонезија, во Јапонија, во Австралија и ќе настапам во Джава, джез фестивалот во Џакарта, тој е најголемиот фестивал джез во светот. И 1.200.000 гости пробајуваат низ сите тие 3 дена на фестивалот. Е најголемиот досега мој, да кажам, успех фестивалски, бидејќи ќе ја делам сцената со имиња како Инкогнито, како Джамироквај и потоа ќе се фокусирам на неколку месеци исклучиво на албумот, кој морам да го завршам 2017 година, се надевам до јуни, за да го промовирам и да имаме една повторна дружба тука во Битола со промоција на новиот албум. Така се надевам и јас разбира дека благовремено ќе ги известиме и сите наши гледачи на телевизија Мега. Ми останува од срце да ти се заблагодарам за гостувањето во мојата емисија. Повторно ќе речам, на вистина е огромна чест и задоволство кога се снима со светско, а наше, со светски познатиот джез музичар, композитор, гитарист Владимир Четкар. Ке ти посакам премногу успех и во иднина се што имаш замислено да ти се оствари, а се разбира дека ние сме тука во секое време да ја промовираме твојата работа. Благодарам, Ана, да ви посакам успех, здравје и многу емисии со гледачите ќе уживеат. Така, ти да ги поздравам и гледачите истовремено. Така, ти благодарам од срце уште еднаш. Почитувани, верувам дека навистина уживавте во денешниот разговор со мојот гостин. Ми останува на самиот крај само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Секако се разбира, останете понатаму на оваа фреквенција. Довидување.